Продолжуваме натаму информација, точно и на време на отворена утринска програма на телевизија Нова. Овој 16 октомври прашуваме ќе беше ли поинаку да беше со нас и физички. Ќе изгледи ли некогаш споменот за нашиот Тоша? Има ли поголема звезда во Македонија, која некогаш се родила во Македонија од веројатно најголемиот уметник на сите времиња Тоше Проески? Ве очекуваме на отворените телефони како и секое утро за и околу феноменот Тоша 2402-005 и 2402-002. Додека ве чекаме со вашите јавувања, овде ги поздравувам и велам добро утро за двајца момци, дел од бендот Инструментал бенд. Ќе ни кажат зошто се тука, нели? Никола и Михајло, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро, добре ве најдовме. Поздрав до сите гледачи на оваа утринска програма. Денес сме тука, значи, заедно да го обележиме овој голем ден, на кој пред 10 години згасна една огромна, веројатно и најголема музичка звезда на Македонија. Па, ние во негова чест, точно денес објавуваме спот, еден видео каверне на негова песна. Да. Кажете ми, Михајло, колку години имавте вие кога се случи 2007-та? Она што се случи на 16-ти? Јас бев негде околу 19 години, така нешто. Добро. Каде бевте? Каде ја слушнавте веста? Во Скопје бев, студирав тоа време на ФМУ и баш требаше да имам час со професорот Велко Тодески, да поздравам. И за да одржам час кога слушнав таа тажна вест и ги откажавме и пошто и тој не можеше, не бев во состојба за тоа и беше многу тажно и така. Да. Никола, вие? И јас, ако се добро сеќавам, мислам дека бев на училиште на час. Не се сеќавам на кој час. Исто така ни ја соопштија таа вест, сите трогнати од веста, разочарани. Па мислам дека имаше и некакви собири во Битола напуштивме училиштето. Да. И после 10 години веројатно се исти сеќавањата и веројатно е иста тагата и може ли некаков друг феномен, затоа и реков феноменот Тоше Проески, може ли нешто друго да ни се случи вакво за толку да не држи 10 години како да било вчера, како да не неговото заминување, туку нели таа жед за нешто ново од него, за да ги слушаме повторно неговите песни. Што беше според вас она што го делуваше токму Тоша од сите други музички звезди кај нас? Како што кажав, според нас и веројатно според многумина, Тоше е најголема македонска, па ако не едно најголемите балкански звезди на сите времиња. Точно заради тоа се одлучивме за да се потсетиме и да го потсетиме народот на Тоше. Иска ја прашам нешто друго. Дали не ви беше малку страф? Каква ќе биде реакцијата за тоа што нели она што го создал Тоше е создадено и многу се големи потоа критиките или многу сака народот? Или на едно повисоко ниво, сето тоа треба да биде за да може да ги допре до нив. Па сите знаеме Тоше како ги изведуваше, какви емоции носеше со неговите песни. Се потрудивме да го доловиме и во наш стил си го преработивме да не е скроз. Да. Не може секој да го долови Тоше, никој не може да го долови. Така. И кога беше создавањето на оваа песна, на кавер верзијата, нели, во која што имате и вие свои додавки, видов за што станува збор. Михајло, како беше околу вас членовите на бендот? Имаше ли расправија за тоа вака треба овде, онака треба овде, да не се чепка некој дел, да не знам? Не, ние кога работиме спонтано. Добро. И тоа што ќе излези, па после си го преформулираме, си го правиме сепак да биде во наш стил. Да. Да не е бледа копија. Да, а кажете ми каде се снимаше спотот? Има дел во Спомен куќата, колку што видов на Тоша? Во Спомен куќата во манастирот, што е Преображение, да. Имаше кај гробот некои сцени, па и другото беше во Преспа и Битола Пелистар, на Пелистар. И како ако доаѓаме од Битола, не може без Пелистар. Така. Чија беше идејата за создавањето на оваа приказна ваква токму на режисерот? Па мислам дека јас прво спомнав нешто. А Михајло вели вака. Да, колега. Јас спомнав нешто, тие ме поддржаа, одма рекој супер идеја, треба нешто да размислиме, да направиме. Чија беше идејата за полско цвеќе? Тоа не ми кажавте. Повторно ваша? Да. И зошто полско цвеќе, Никола? Па,
Таа е тоа што песна од неговиот последен албум, значи и е песна со многу емоции. Значи мислам дека за да се допри најмногу до луѓето, за да има најголем ефект, треба се допира со емоции кога се спомнува Тоше. Така е, да. Михајло, која е најубавата песна од Тоше за вас? Па, има Тешко повеќе, прашање. не можам да Ајде, одвојам три. тоа. Па, Полско цвеќе е една од подобрите. Добро. Најдрага моја е музички многу добра песна. И што знам друга. Игри без граници. Игри без граници. Доволно многу добра песна. Да. Мислам дека подготвени сме сега овде да го видиме спотот за Полско цвеќе, а потоа да го продолжиме разговорот со овие прекрасни момци од Битола овде во студиото, инструментал бенд, да дознаеме нешто повеќе за нив, но и да ве чуеме можеби и вас доколку сакате да ни кажете што е или како вие го доживувате феноменот Тоше. Мајке слета кај влюбените, блазе им, а ние каде сме? Како срце Божур цвета во моето си, и најмила и проклета ти. Полско цвеќе мила нека ме покрие, душа нек ми љубат облаци кога не кеш ти. Камо среќа да ми изгаснат очите, ако врз тебе се послани туга греши. Полско цвеќе мила нека ме покрие, душа нек ми љубат облаци кога не кеш ти. Камо среќа да ми изгаснат очите, ако врз тебе се послани туги бакнежи. Чести Бога да се законам, како крвта да ја прегазам. Женски солзи небо гледа, но ке запише само кога машке заплаче. Ти
Да, беше тоа видувањето на инструментал бенд на Плоско цвеќе на нашиот Тоше Проески. Инструментал бенд повеќе од двајца сте, нели? Ве разбудивме само двајца за да ни кажете што е она што токму денеска на 10 годишнината од смртта на нашиот Тоше ќе го понудите на публиката. Од кога пусти инструментал бенд? Инструментал бенд постои веќе 12, скоро 13 години. Како дојде формирање, што, како членови се менуваа, баги сте таму во бендот, па си одевте до Аја За нови. тоа може и мојот колега Михајло да да каже, каже. пошто јас не сум... А, Не, нешто од и од самите почеток. почетоци. Добра. Од во почетоци. Па се собравме уште кога бевме во средното, во музичкото битоле. Бевме тоаш шесторица, па се менуваја пејачи доста. Сега овој ни е Жарко последен. Пејач, оваа година дојде со нас. И така, си врвиме низ годините, сега сме 5 души. Добро. Во бендот. Што беше идејата во формирањето на инструментал бенд? Која беше вашата идеја? Што да правите? Да правите настапи да имате или да имате некаква своја музика? Првенствено почна како кавер све, Кавер. за потреба. Некој колега имаше потреба, ни треба бенд, да се собериме за некоја свирка и така се собравме, па сето тоа продолжи, веќе трае 13 години и не планираме да престане за брзо. Да. Кога зборуваме за 13 години, значи сте имале безброј настапи, така? Па, Баги. Прилично. Прилично, да. Сигурна сум дека песните на Тоше се оние кои што најмногу се веројатно барани или не мора да ги побара публиката вие? не, ние некој зависи, тоа има периоди кога се барани, кога не, ама ние гледаме на секоја свирка барем 2-3 песни да да освириме. не поминем. Без Тоша не може, Да. а? Да, да. Како реагира публиката? Па нормално се публика реагира доста добро на Тоше, пошто беше сепак нема песна што не е хит од него. Така е. И сите песни се пеани на свирките и многу добро прифатени. Да. Никола, освен што сте сега брзо, од кога сте во бендот? Не, јас сум веќе не. 4... на Жарко ви е најтаму. Жарко е не цела година, да. Не цела година и му дадовте улога голема, вака. Па сега... Да видиме дали го бива или не го бива. Да. Која е идејата со спотот? Да отидете по телевизиите, не само кај вас, туку и тука националните, така да биде тоа промоција, да дојде до публиката, како? Да. Значи, да го представиме спотот, да кажеме неколку збора луѓето да пред се да ја сватат пораката, тие веројатно ја знаат Така е. со самото видување, ама Кога сме кај спотот, бевте спомен куќата, бевте на гробот, рековме, бевте кај манастирот. Дали беше ова за снимањето на спотот прво одење ваше таму или предходно сте била? Јас сум бил и предходно, значи во спомен куќата и на гробот, бев прв пат на манастирот Преображение. Кога, како, кој ве однесе? Вие само отидовте, со некого заминавте како? Во спомен куќата бев пред неколку години прв пат, кога со уметникот, што ја прикажам во спотот, тој е многу добар другар. Некаква промоција имаше за слики од Тоше, за неговиот лик. Исто така е представен и во спотот со слика. Со таа слика, да. И ве однесе и како? Какви се чувствата кои што ги буди тоа место пак? Па чувствата се неописливи, будат емоции, се потсеќа на Тоше. Да. И градот живее веројатно во тој дух повторно. Да. Михајло, вие? Прво ова беше заминување? Прво ми беше Крушево, да. да во музеот. И кога бев тоа доста емотивно чувство и доста се враќаат емоции, се потсеќаш на тие и доста и убаво и неубаво чувство се враќа. Измешани емоции се тие и тешко е да се опишат. Така. Е перфектно натре изградено, е премногу убаво за тие што не биле да одат, е многу добро. Да. Кои се дел од инструментал бенд? Не ги споминавме членовите други? Другите се Александар Котевски клавиатура, Димитар Наумовски, поздрав, моментално е во Данска. И Жарко Стојковски е вокал. И спие. Или не спие веќе? Мислам дека не би требало спие. Поздрав и до него ако не гледа. Да. Каде се одите на свирки? Низ цела Македонија? Низ цела Македонија. Да. Приоритетни ни се клубските свирки. Добро. Значи широм земјата по скоро сите градови.
Поќе сме застапени во источниот дел, ама не има сега може. Да. Михајло, дали има разлика во бенд кој што носи музичка нота, да не речам знае да чита по ноти, и бенд кој што не знае, а се само окей луѓето кои што се дел од него? Па, Што мислите, како некој кој што нели бил и на музичка академија, бил и во средно музичко, велите бендот од таму и тргна од музичкото? така, па мислам дека има и разлика и нема. Зависи до членовите до бендот и колку се трудат и колку сакат тоа да биде на професионално ниво. Ако е и да не е музички подкован, може и секој да, ако нормално има талент, Така. може и да постигне оваа работа. Така е, да. Ги поканувам уште еднаш нашите гледачи, зборуваме за феноменот Тоше Проески. Или ве прашувам што ќе беше да не се случеше тој 16 октомври 2007 година. Ќе имаше ли нашиот Тоше денеска светска кариера? Во очекување на вашите јавувања се подсетуваме и само ве прашувам вас која да ја чуеме сега. Најдрага моја, срекнали си ти или све ова примало за крај? И јас предлагам Срекнали си ти. Срекнали си ти, Михајла? Па може. Може срекнали си ти. Да. Тука сме ние уште некоја минута, срекнали си ти, само за вас се подсетуваме на нашиот Тоше Проески. Kako nikoj drug na svetu I ne sum postakao druga nijedna Srećan si ti Svega koga nosiš zlato I nesrećna Što na moje mesto tuđi mati preperat Tvoja srce komu pripada Srećan si ti Daleko od mene
Да, позрикнали си ти, се враќаме со разговорот со Никола Михајлов од Инструментал Бенд. Не споменавме уште нешто за и околу спотот. Значи, кој работеше, кои се луѓето на кои што треба да им се заблагодариме или да им кажеме благодарам што еве ова изгледа така како што изгледа. Па, освен бендот, во спотот кавал свири Алекс Петковски од Скопје, поздрав до него. Во спотот е исто така со тапан Антонио Жежовски од Битола. Ма не треба да прашувам од каде. Да. Алекс го спомнав дека само тој од Скопје, затоа морав да кажам Не локација. моравте никого од Скопје да земате, нели, за баланс никако. Баланс, да. Не примем у студио, да шегувам само. И го спомнав пред малку Александар Другари ви ваш, Поповски. само не го кажавте како се. Да, Александар Поповски. Да. Александар Поповски како уште еден друг уметник и Да. режисер. Добро. А, Михајло, друго нешто за споменување, кој работеше, кој режисер? кој режисер е Томе Влашевски Кубата. Поздрав и до него. Секако од Убав Битола, видео, нели да. да не прашувам тоа. Нормално, ние сме локал патриоти. Не излегуваме. И тоа, и поминавме супер на снимање. Има и- Каде? Мислам, колку време се снимаше? Во еден ден Па, секако? Не? Снимавме 3 различни дена. Малце различни. напорно беше за еден ден, пошто имаше доста Многу шетање. одење. Да. И така да во 3 дена, пошто и го Крушево најмногу се државме, имаше таму и што да се сними, многу и се погоди и денот, и многу убава беше и панорамата и све беше многу добро. Многу го исполни. Кога сте кај тебе во студио, како изгледа тоа? Создавањето на музика? Дисциплина на прво Дисциплина, место. да. Сигурно? Да, 100%. Михајло, иначе ги бркате од дома. Па така, ама и претежно работиме, кој ќе работам со сам по сам. Не сите заедно, пошто се ствара сам по гужва. сам. Еден по еден. Еден по еден. И Еден по еден како на доктор, а? така. Еден снима, другиот заменува и така. Ќе направиме едно демо, па после еден по еден работиме. За да не се ствара гужва, пошто е Ама гужвата се ствара секако кога сте Да. на настап. нормално. Тогаш Тоа е мора за да тоа е сте- за настап, еуфорија мора да има. Да. Иначе за во студио бара мир и тишина и концентрација И повеќе. кога сме кај ваков бенд кој што има повеќе од двајца, да речеме, луѓе или членови, како се носи опрема, кој е задолжен? Вака задолжен е Сите. секој за својот Прво дел или имаме физичко, музичко, па пак физичко. кој е Така. најинтересен дел? Физичко вториот пат. Вториот пат тоа е најмачниот дел. Тоа е кој ќе дојде ужас, само тоа. Да. Кој ќе се мора се. Да. Кој е најспремен во тој дел, Никола? Па Сите? не знам. Сите сме спремни, а? Сите сме спремни, не можам да издвојам некој. Секој си има задача, работа и мора да си е... Мора да сме експедитивни во секој си има свој дел од работата и да се ја сврши како што треба и Така. Да видим. Добар што го слушнав, воопшто не звучите лошо. Звучите супер, но не сум била на ваша свирка. Што Ама е она? покануваме. Да, само во Битола ли си или не, имате и не, во низ Скопје? цела Македонија. Низ цела Македонија, ама истокот ми рековте или Не, вие- и сегде одиме. Сегде сме, да. во ама- Скопје сте? Па Или не сте? моментално Бевме сега брзо, ама би требало да сме и во блиска иднина. Така, добро. Не спомнавме нешто друго кое што сакав да биде дел од овој муабет. Може би не е убаво да прогнозираме што ќе се случеше ако се случеше или ако не беше она што се случи, но мислите ли дека навистина ќе беше Тоше Проески еден од малкумината кој што ќе има вистинска свитска кариера, како тргна работата да не се случеше овој 16 октомври 2007? Па јас искрено стално кога и да паднам на таа тема, го велам тоа дека Тоше најверојатно денес ќе беше една од најголемите светски звезди. Ќе освоеше и Европа и светот најверојатно, пошто беше еден многу редок талент. Што е Михајло она што го одвојуваш од другите? Имаме. тоа е Веројатно само секој- вродено, не може никој. Тоа не се постигнува, тоа што имаш. Да, Секој си има некоја си звезда, ама неговата саеше поќе од на другите. така. И тоа е многу редок Сте биле феномен. вие дел од оперетата Тоше кога беше дел од неа на факултет, тогаш сте се фатиле во тој дел кога се подготвуваше? Божаровски кога ја подготвува оперетата кога Не, одеа бев, во јас сум Австрија? помлада Вие генерација. сте помлада генерација, да. Не, бе, со тоа. Сакав да ве прашам дали се сеќавате на тој дел Не, не. пеење и само пеење. Да. Не. А никогаш во живо Тоше? На концерт? Сме биле како. Да, на Да? концерт, Поќе да. пати. Да. Мислам дека ќе се служите со мене дека пред да се случи она што му се случи, никако сите бевме го сакавме, ама никако како да не сакавме многу да кажеме дека го сакаме. Дали вистина е мојот самостав или вам ви се чинеше дека е тоа така? Па мислам дека
кај многумина, да речам, беше тоа славата наша, демека да. добро да што сега претеруваме и ние не е баш нешто, ама Така, македонска работа, што е Македонска наша работа. не е баш, ама не е баш нешто, ама Таков така, ни е- наша. Таков ни е менталитетот Менталитетот, и гледиштата кон тие Да. работи. Михаил, вие не ми кажавте, ќе имаше ли нешто многу повеќе за Тоше ако не беше 16? Па јас сум сигурен дека би имал светска кариера. да. И во големи рамки, ама за жал тоа е тоа што се случи. Така е, многумина дебатираат и на темата кој е најдобриот албум негов. Дали требаше да продолжи во онаа насока во која што почна со Кира Костов, албумот кој што го задавал он тогаш, или требаше да се насочи Па, во каде што го однеса потоа Лилја? Не може да се рече Не може тоа да се дека кога беше со Копров, со Костов, со тие такви да. работи, беше уште почетник, беше млад. Да. И после како што зрееше музиката. И тоа си е нормално, секој си оди по таков пат. Зрееш и се менува и стил и гледишта твои се Така е. мислам си одеше на прав пат. Искрено тебе ти се допаѓа повеќе она што го сработи потоа или она што го сработи на почетокот како тајно моја, не знам. Па и во тоа има многу добри Да. структури и на крајот што го работеше беше исто добро. Никола, тука сме негде со ставовите или имате Јас различни? мислам дека тука сме, да, мислам дека на крајот веќе дали ние се навикнавме на неговата, па мислам дека премина во малце по комерцијала. На почетокот тие некаде во На почетокот беа онакви балади, некои нели? Да, веќе уникатни беа многу. Не дека после Овие не се не беа уникатни. уникатни, туку мислам дека премина во по комерцијала, можда ние го засакавме, го слушавме, затоа така ни се чини. Ама мислам дека целокупната работа му беше на високо ниво. Да. Сте биле некогаш дел од Звездано небо некоја од за овие 10 години? Јас Или Звездани неба можеби и во Битола или не знам веќе каде? Јас не сум бил поради оправдани причини најчесто. Ама се надевам. Поради овие музика, физичко, музичко, Тоа е. поради настапи. Поради настапи. Михајло, и вие исто? Не сум бил заради истото. Сме биле стално И се заедно. допаѓа ли таквиот начин на чествување на денот? На денот на последниот концерт, да речеме, тоа беше 5 октомври. Да. Иако не сум бил дел, го немам доживеано тоа. Добро. Па добро сме гледале, нели? Да. Настапи на телевизија сме гледале како изгледа тоа Звездано небо. Има и денеска 10 годишнината ќе биде одбележана во Крушево со многу манифестации таму. Ќе има луѓе кои што ќе дојдат од различни страни, нели од Мала Градишка, од каде не, од Бугарија и така натаму. Ќе има ли некој следно одење повторно во спомен куќата ваша? Или емоциите се преголеми, па не знаете дали? Или кога ќе во однесе патот, ќе одите? Некој ќе однесе патот, ама тие емоциите се големи, ама е добро да се почувствува, добро е да се потсетиш. Да. Како вели, додека маш не заплача, ништо. Да, најдобро дело од песната е тој според мене. Така, инструментал бенд ви благодарам. Се надевам дека ќе имате успешна промоција на Полско цвеќе. Мене ме бендиса, се надевам и нашите колеги таму во режијата. Ќе биде таа некаде и наш предлог за хит на неделата. Бираат гледачите, па ќе видиме до каде ќе стигнеме. А сега е време за рекламниот блок на телевизија Нова, веднаш потоа и второто издание на кусиот преглед на информативните содржини од земјава. Останете со нас, потоа и втората тема, више многу интересна.